Септември е месец кога семејствата подготвуваат ајвар, малиџано, туршија и по некоја тегла сладко или компот. Секако на прво место е ајварот, нашиот најомилен специјалитет. На зелените пазари почнаа да се продаваат и првите пиперки за ајвар. Дел од граѓаните велат дека уживаат во подготовката на зимница и како и секоја, така и оваа година подготовката на ајварот е во прв план, а дел пак велат дека поради недостаток на време или пари, поретко прават зимници. За некои семејства проблем представува и живеењето во стан, затоа што поставување ќумбиња на отворено и палење оган на јавна површина е казниво дело согласно Законот за јавна чистота. Инаку моменталната цена на црвената пиперка на пазарите е од 20 до 25 денари за килограм. За производителите оваа цена е ниска, а за купувачите кои ги има во многу мал број е висока. Производителите се жалат на се помалиот број купувачи, велат дека производите што нема да ги продадат се расипуваат и ги фрлаат, и тоа во големи количини. Кажете ни по која цена се продава пиперот за ајвар оваа година? Па пиперот нема цена, пиперот се дава 18, 15 и до 20 денари. Повеќе нема. А дали има купувачи? Купуваат ли луѓето? Па нема купувачи, немат луѓето пари доволно и земат само по 2 кила. Мислите дека ќе се покачи цената во наредниот период? Па мислиме, очекуваме и сепак не веруваме на никој. Пиперу за ова година е катастрофа, од 15 до 20 динара оде. Кажете ни дали има раздвиженост, има ли купувачи овде? Купувачи, 5 луѓе ќе дојдат, може 1000 ќе спијат, нема пари народу. Дали е тоа заради тоа што им е скапо да купат пипер за ајвар или можеби и воопшто не прават луѓето? Види сега што е работа. На луѓето може да им е скапо, ама економијата само се кажува. Секој сака да направи, секој домаќинство сака да се направи вер. Ама џебот плиток. Од 100 килограми пиперки се добиваат во просек 40 тегли ајвар, а за нив се трошат најмалку 4 килограми зејтин. Ако се направат пресметки, само за ајвар едно семејство треба да потроши над 3000 денари. Доколку се земат во предвид и трошоците за лутеница, туршија, малиџано, сладко, едно семејство треба да одвои помалку од една просечна плата за подготовка на разни зимници. Како и да е, ајварот си е ајвар. Тој е еден од најпрепознатливите брендови со кој може да се пофали нашата земја. Не е обичен производ, туку дел од нашата традиција и култура. А странските туристи кои доаѓаат во Македонија се воодушевени од овој специјалитет.